Шпанската полиција извести дека застрелала 5 лица во обид да спречат втор терористички чин, откако автомобил влетал во пешачка зона во каталонскиот град Камбрилс, повредувајќи неколку лица, вклучително и полициски службеник. Според информациите, напаѓачите на себе носеле лажни појаси со експлозив. Инцидентот се случува неколку часа откако 13 лица загинаа во напад со комбе во Барселона, а од полицијата известуваат дека застреланите лица биле вмешани во двата напади. Премиерот на Шпанија Маријано Рахој прогласи 3 дена на жалост. За жал, нам шпанците ни е позната болката наметната од тероризмот. Се соочувавме со слични напади во неодамнешната историја, но исто така знаеме дека терористите можат да се победат преку институционална обединетост, меѓународна поддршка и цврста одлучност да се одбранат вредностите на нашата земја. Демократијата, слободата и човековите права. Предходно комбе влета во популарна улица во Барселона, Лас Рамблас, а набрзо по нападот возачот го напуштил возилото и избегал. Полицијата го апси лицето кое го изнаемило комбето, идентификуван како Дрису Бакир, 20 годишен маж роден во Мароко, како и уште едно лице. За инцидентот одговорност презеде терористичката организација Исламска држава. Исламската заедница на Шпанија во соопштение извести дека го осудува нападот. Инцидентот го осудија и светските лидери, меѓу кои председателот на САД Доналд Трамп, кој на својот Твитер профил напиша дека ја нуди својата помош. Советникот за внатрешни работи на Каталонија Хоаким Форм изјави дека сите активности кои биле предвидени се откажани, додека се работи на разрешување на случајот.